Малку инциденти од правниот факултет се изнесени во јавноста како одредени валкани али што тој факултет. Ние би можеле да изброиме барем 3 контраверзни такви ситуации. Тој е судскиот процес помеѓу професорите Владо Бучковски и Ѓорги Марјановиќ. Тој е судирот помеѓу професорите Милан Нетков и Тодор Џунов околу тоа кој да биде прв претседател на Уставниот суд во независна Република Македонија и тоа одбивањето на тогашниот декан Мицајков да биде член на Уставниот суд ако не биде избран за претседател. Има интересен еден податок, вела дека професорите направено одат најчесто за министри, делумно за спикери во Македонското собрание, сега во кандидатура за претседател на државата, значи за повисоки функции, освен во неколку случаи, да речеме, Симеон Гелевски оди за претседател на Врховниот суд. Мицајков, поранешниот декан, требаше да биде член на Уставниот суд, избран е, поднесува оставка, вела дека не прифатил да биде член бидејќи не е прв претседател на тоа тело, и сега пред неколку месеци професорката Родна Живковска исто поднесува оставка, односно на веќе направен избор дава оставка на членството во Врховниот суд. Повторувам, ние покрај носители на јавната власт, особено во извршната власт, имаме и високи носители на судската власт. И на времето имавме професор Марина, професор Грубчев, тие постарите што се доените основачите на правниот факултет. Ова само кажува дека си држат до својот дигнитет професорите, ако им било ветено дека ќе биде претседател на Врховен суд или претседател на Уставен суд, а тоа ветување политиката не, значи држат до својот дигнитет и после, знам за професор Мицајков, за 2 дена се врати назад, даде оставка исто и за колешката Живковска, така што мислам дека е добро. Едноставно, ако е повикан како експерт, како професор, нешто да помогне судот, а тамо веќе по изборот сака да се маргинализира, нормално е да се врати кај што си бил. Значи, не му е битна толку функцијата, едноставно е битно да, ако иде тамо, со неговиот багаж што го има како научник, нешто да помогне. Останете со нас и по рекламите, проследете финалето на нашето вечерашно досие на зададена тема. Дали како правниот факултет владе со македонската политика или уште повеќе, како и дали правниот факултет владе со македонската држава? Иако правниот факултет се горда и се фали дека можеби е лулка на демократијата во Република Македонија, сепак најголемите контраверзи во поновата македонска историја се врзани токму со професори на правниот факултет. Тоа е рушењето на зидовите, во Рачиново кога загинува едно албанче. Тоа е забранувањето на паралелките на албански јазик, можеби се тоа големите студентски протести 97 година, признавањето на Тајван, приватизацијата на ОКТА, можното враќање во антиката која сега се најавува, признавањето на Тајван од страна на Васил Топурковски, најавата за можно преклонување на Македонија кон неврзаните и така натаму. Многу малку институции во Македонија ќе може да се најде со толку многу контраверзи склопени на едно место. И во што е по вас МОК? Дали денес можеме да говориме за МОК на правниот факултет? Предпоставувам дека од филозофски факултет, филолошки факултет доаѓаат писатели повеќе. Од правниот факултет доаѓаат луѓе кои што влегуваат во државата. Она што го забележувам е една несигурност кај политичарите кои што во овие турбулентни времиња бргу се менуваат и мислам како да им треба некаква рака која што ги води. Освен во извршната власт во македонската политика, професорите на правниот факултет се учесници во многу управни одбори на најмокните македонски компании, биле представници на државниот капитал. Во Македонскиот телеком се во управните одбори на најмокните македонски банки, фармацутските компании, дел од градежните предпријатија. Со еден збор, веројатно од позадина тоа бизнис лоби на правниот факултет има многу силно влијание врз тековите на македонската економија. Господин Каладжиев, дали политиката заљубена во правниот факултет или професорите на правниот факултет се толку заљубени во политиката? Па, мислам дека тоа е поедноставување на работите. Очигледно, актуелноста на професорите и другиот соработничкиот кадар, можеме да кажеме, кој што исто така делумно понекогаш е вклучен во политиката, сме имале пратеници и други соработници да се повеќе од 20 министри, кога земе да речеме други политички партии луѓе тоа што не биле министри. Значи од помладата генерација уште 20 луѓе гравитираат околу одредени политички партии. Ниеден факултет во Македонија нема таков уплив во политиката како што има правен факултет. Прашањето ми е, вие тоа сте толку меракли за политика како професори на правен факултет или политиката од нема и каде ги користи професорите на правен факултет? Мислам дека ова второто е поточно. Мислам дека генерално земено кадрот што е со години назад на правниот факултет во сферата на обштествените науки очигледно некаков крем или каква водечка сила на македонските простори, па порани на сојузните простори. Сме имале
министри во сојузната влада и функционери генерално. Баш од овие нашите. Мојот професор, првиот професор Панта Марина, можеби не ви е познато, беше сојузен јавен обвинител. Значи, професор што беше пред професорот Матовски, мојот професор Камбовски, во кој што сојузен министер за беше министер, ја токму почнав во неговиот кабинет додека тој беше во Белград. Значи, дори има информација, се извинам за вашиот професор, да речеме Камбовски, дека првиот закон за повеќе партии се избори во тогашна Југославија го прави токму професорот Камбовски. Првиот закон за приватизација или трансформација на општествениот капитал, со кој подосна повеќе од 50% од најголемите македонски компании беа приватизирани, односно законот за Анте Марковиќ, тие интерни акции, пак го прави Камбовски, значи една многу мокна структура на правен факултет. Значи, мислам дека главната теза што е точна е дека кадрот од правен факултет се наметнува со тежината што има на повеќе на научен план и на стручен план. Никој не може да го негира влијањето на професорите на правниот факултет врз редовите на македонското судство. Денес на правниот факултет веројатно со гордост го споменуваат фактот дека експертите на овој факултет всушност застанаа во одбраната на Фершпет од тој спор со владата на Лјупчо Ѓорѓевски. Се разбира дека спорот беше добиен од страна на Фершпет, односно на правниот факултет тоа го сметат како своја голема победа против тогашната влада на Република Македонија. И добро, господине Бучковски, кога на крај би можеле да ја дефинирате во што е силата на правен, каде мислите дека структурите на правен се посилни, во политиката, во бизнисот или во делот на судските органи? Дефинитивно сметам дека делот од овој кадар на правниот факултет во овој момент е многу посилен во политиката отколку во бизнисот. Затоа што на бизнис генерација што вие ја споменувавте дека беше Камбовски, Тито Беличанец. Па генерално и професорите кои вие не ги споменувавте, не само што беа инволвирани во законските решенија, во профилирањето на законските решенија, не е тајна да речеме дека моделот за приватизација беше подготвуван овде на правниот факултет, но како алтернатива. Политичка беше одлуката. Беше овој модел кој се примени една од варијантите. Вториот, не можеше и професорите на правниот факултет да измислат топла вода, беше ваучерскиот систем. Политичка беше одлуката. Значи, повторно се подготвуваше тука. Се подготвуваше овде, беше тогаш одговорен за тој проект професорот Јане Милјовски. Ние тогаш како млади асистенти бевме дел од тимовите кои макотрепно работеа и ги собира различните искуства. Го гледавме полското, чешкото искуство, словачкото искуство на сите оние држави кои отидоа чекор два пред нас. Исплатливо ли беше финансиски за правниот факултет тоа учество на одредени професори во приватизацијата? Дали зашто имаше одредени толкувања дека во одреден временски период на деканската управа на правен факултет е донесена одлука правниот факултет со експертски групи да учествува во парцијалните приватизации на неколку мокни македонски компании, не знам Зоил Македонија, не знам НИП Нова Македонија. Тој модел подоцна кој беше направен од правниот факултет подоцна се продаваше за некои 60 до 120 илјади германски марки на останатите компании. Значи генерално правниот факултет и во минатото и сега затоа спомнувате дали за некого е срамна, бесрамна, ваква или онаква и големата трансформација на ОКТА и продажбата на ОКТА. Значи во сите големи трансформации, продажби е барано мислењето на експерти од правниот факултет, што мислам дека една од добрите страни секој пат било регулирано и е со знаење на деканатот, дали тоа бил еден, друг или трет декан, секогаш имало непишани правила дека експертски тимови од правниот факултет со дозвола на деканот учествуваат во големи купопродажби, трансформации или ако сакате и во големи спорови, како што беше спорот потоа што го имаше Република Македонија пред париската арбитража околу продажбата на ОКТА. Ова беше мисията во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето телевизиско досие на работна тема. Дали и како правниот факултет владе со македонската политика или владе со македонската држава. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатна вечер, Македонија, каде и да си.